Видете, кога граѓаните ви ја дават прв пат довербата, ви дават можност да видат како ќе се снајдете на одредена позиција. Кога граѓаните ви ја дават по втор пат довербата, веќе створиле некоја доверба во личноста за да повторно ги води и ги дозавршува или реализира сите оние проекти кои што заедно со нив ги планирале во минатото и ги планираат за подобро утре на сите жители на општината. Ние имавме заеднички мандат со граѓаните, 4 годишен, каде што реализиравме многу проекти и по вториот пат дадена доверба продолжуваме со реализација на голем број на проекти во интерес на самите граѓани. Искрено покажавме различност, покажавме дека на локално ниво политиката треба да се тргне настрана и целосно да се стават во прв план интересите и потребите на жителите. Во делот на урбанизмот, како еден поголем проблем не на општина Центар, туку и на сите општини, покажавме дека може да се решаваат заедно со граѓаните проблемите со носење на многу одлуки преку самиот совет. Ке набравам само неколку. Не дозволуваме, односно стопирани се градби кои што нема да овозможат паркинг места, доволен број колку што има и сами станови. Ги отстранивме оние дупли паркирања кои што во минатото лажно се представуваат, а не се реализираат и ни создаваа дополнителни проблеми со паркирањето во самата општина. Вметнавме дополнително зеленило на сите парцели на нови градби. Во моментов се прави одлука и за вметнување на високо стеблести дрва во секој објект. Дополнително преку одлука на совет ги отстранивме оние можности да на коси терени се гради од долна улица, односно од горна улица и се представуваат плюс дополнителни по неколку спрата, говорам за водно. Ако се сеќавате на почетокот на мандатот во 22 донесовме одлуки за стопирање на одредени парцели на зелен појас во нападините на водно. Тоа се одлуки кои што ги подобруваат условите на граѓаните и ги стопираат сите оние нерегуларности што се случувале во минатото. Да, продолжуваме континуитет, односно ги продолжуваме проектите кои што сме ги ветиле пред граѓаните за да ги подобруваме условите за живот на Центарци. Видете, имавме интересна кампања каде што програмата ја пишувавме заедно со граѓаните. Траеше малку подолго од сите останати, односно скоро 6 месеци. Одевме од мало во мало, ги увидовме сите потреби, идеи, желби на граѓаните и ги вметнавме во една одлична заедничка програма. Отпочнавме истата да ја реализираме. И јас сум среќен што успеавме преку советот да во овој буџет за првата година од мандатот пројдеме многу проекти што ги ветувавме во програмата, да не речем и 90% од проектите се ставени одредени финансиски средства за отпочнување на поголемите капитални проекти. Во моментов изминатите месеци ја завршивме салата работнички, која што отпочнавме во првиот мандат. Продолживме со поеќе улици кои што во моментов се отпочнати. Би набрал неколку поголеми, во непосредна близина е улицата Мирослав Крлежа, која што има целосна нејзина реконструкција. Пред неколку дена ја отпочнавме, денеска ќе одиме и на увид на улицата Ленинова, каде што ги продолжуваме двата крака. Го отпочнавме паркот кај Зелениот пазар, поголем хортикултурно и партнерно уредување и нови детски и спортски игралишта и продолжуваме со голем број на проекти. Сето она што го ветивме на граѓаните, поголем дел од капиталните проекти, јас верувам дека ќе ги започнеме во првата година од мојот мандат. Би почнал од најголемиот проблем, а тоа е чистење на контингерите и сметот од општината, која што е задолжение на градот Скопје. Има мало подобрување, но се уште проблемот не е решен. Секојдневно праќаме и дописи до градот за одредени проблеми со кои се соочува општината. Верувам дека градот набрзо ќе наоѓа решение за истите, доколку не, ние како општина сме спремни и сме биле и во претходниот мандат, и тоа го докажавме, дека и покрај огромниот број на проблеми со кои се соочувавме, и сега се соочуваме, дека само иницијативно може да ги решаваме. Доколку граѓаните ги уплаќаат сите оние средства
кои што ги уплаќаат во јавните градски предпријатија, ги уплаќаат во општината Центар и нашите предпријатија. Јас сум сигурен дека можеме само иницијативно да ги решаваме сите проблеми со кои сме се соочували и се соочуваме денеска. Па би говорел првично за општина Центар. Покажавме дека кога се работи искрено, кога се работи заедно со граѓаните, дека успесите се достижни и самите си доаѓаат. Покажавме различност кога се работи за локална самоуправа, граѓаните пред се гледаат личноста, гледаат да створат доверба во истата, а потоа доаѓаат партиската поддршка. Покажавме дека со многу работа, со заедништво, со добра консолидација внатрешна во општина Центар може да имаме успеси. Иако партијата доживеа тежок пораз во 2024 година, на ниво на територија на целата држава, меѓу кои општина Центар, во 2025 година ние освојувавме победа и на советничката листа, но и поголема победа во делот на кандидатот за градоначалник. Видете, нормално е да покрај тежок пораз кој што го доживеа партијата, дека е потребно време за внатрешно консолидирање. Јас можеби не се согласувам со сите кадровски решенија во партијата. Сметам дека е потребно да се постават дополнителни, нови, млади, енергични кадри на одредени позиции, кои што ќе влеваат доверба кон граѓаните и дека набрзо партијата целосно ќе се консолидира. Верувам дека и тоа што го гледаме во блиска иднина, дека можеби годинава не, но текот на следната година, на пролет, можеби ова време, би се организирале и парламентарни избори. Потребно е партијата што побрзо да се консолидира и ја врати целосно довербата кај граѓаните. СДСМ е голема партија, СДСМ била во кризни моменти во минатото, но со добра консолидација, со заедништво, со поставување на правилни кадри на одредени позиции, јас сум сигурен дека можеме да се вратиме на пиедесталот.